Добар ден, драги гледачи! Добре дојдовте во емисијата Чајот на Баба Радка. Пошто Баба Радка отидна на скијање, ја денеска ќе го водим емисијава и ќе раскажувам за лечењето со алкохол. Поради малолетна публика не сме во можност да не оставаат од режија да поставиме шишиња со алкохол. Сакам да ви кажам дека има многу начини на лечење со алкохол. И денеска ќе дебатираме за вино, ракија, пивце, кој што, како проблеми да се излечите, во зависност од вашиот проблем. Гостин денеска ќе го имам Богдан Поречански, експерт за поречка ракија. Дојдете, господине Богдан. Тој е иначе врвен експерт за поречка ракија. И само да се среди, веднаш тој ќе дојде. Вчера имаше нешто проблем, ми се јави, му кажав што како, денеска е како нов. Значи, алкохолот лечи се. Добар ден. Добар ден, господине Богдан, само да ви ставам тока микрофончето. Добар ден. И ќе почнеме со емисијата. Супер, одлично, значи. Одлично. Што мислите вие за алкохолот и неговите благотворни состојки и билки кои се наоѓаат во самиот алкохол? Видете вака, алкохолот е едноставно магија, а магијата е едноставно алкохолот. Тачно. Значи, не знам дали сте знаеле, ама ако на сабајле станете и вашето грло многу ве боли, абе ако стегнете една ракија, како нови има да видите. Така, драги гледачи, значи од сабајле една ракија и веднаш се свестувате ни грло, ни ништо. Не знам денеска дали ќе се вклучи некој гледач, пошто Баба Рада е на скијање, па не знам мене дали ќе ми се јава. И па може ради мене некој ќе се јави сега во емисијата. Токму така, никогаш не се знае. Значи, како што ви кажав, ова е чај од суво грозје, тоа се вари, станува вино, многу убаво, со цимете унутра, исто као греано. Од режија ни кажуваат имаме гледач, се јавил некој ради тебе. Та повелете во програма сте. Ало? Та повелете во програма Ало? сте. Ало? Во програма сте, повелете. Ало? Повелете во програма сте. Господине, ве слушаме, повелете како сте добри. Ало? Абе исклучи ова, исклучи. Ало? Исклучи таму. Убаво мириса тоа, значи ова е Откритие. лече, ова е за Ало? мајчина душица ова, винцево. Откритие. Ова е едно винце, ова се бере, се суши грозјето и онда тоа се става и се вари. Ова е Ова е вино, природно. црвено вино. Од која година? Берва 85-та. Крај на 85-та. 85-та. Иде више на 6-та. Ми се најжи кожава што помислев. Друго, вие да ни споделите некој искуство со лечењето со алкохол. Дали имате некој проблем што сте го излечиле? Проблем што сме го излечиле. Неколку, некој друг да не има. Па види ваму, например, жена, деца по дома, фамилија, проблеми, глупости, се дешава. Да. Се дешава ситуација која вие ќе се закарате со жената, Па така? нормално, да. И она кој ќе земе, фрли една ствар, фрли друга ствар, и онда ќе ве повреди негде, дали рамото, дали руката, дали кичмата. Само малку, значи алкохолот реагира и Секаде реагира алкохолот. Ама поживи. Алкохолот, ако имате тука рана некоја, ќе ставите малку жута ракија, ќе се намачкате, може ќе ве пржи, ама дезинфицира, лечи, боле од све. Токму така, значи алкохолот е природен лек за живи рани отворени. Значи алкохол. Ало? Имаме гледач, значи во програма. Ало? Повелете во програма сте. Имам проблем со Да. притисак, со Готово, крвта, синко. со крвта имам 3 проблем, литра на слаба ден. ми е крвта. Вино по 3 пута на ден. Да ми се 3 по 3, појача. чукај. Да, Че ти пројде светоа, готово, Крвта. ништо пријатно. Крвта ми е Значи, слаба. гледате, господинот имал проблем Така. со како исто како и вие со Така, со крвот. со крвот. Тоа вино домашно. Запушени вени, тоа се деша, секому се дешава. Да, Секому за се дешава. запушени вени е ракија домашно. Тоа гори све чисто. Имам уште еден гледач. Да повелете во програма сте, како може да ви помогнеме, што е проблемот?
Имам проблем со циркулација. Да, готово. Нешто ноге ме болет. Готово. Циркулација, колку? Домашна ракија, бела или жолта, над 50 степена, има да бидеш као биљка. Она е што е за прашина бришење за прозори. Таа е чисто. Многе стари вештомачка, а тоа одма по кратка постапка ќе ти среди. Джам ќе видиш пријатно. Готово ракија. Значи тоа Готово господине, само ракија, пријатно. Фала, пријатно. Друго, значи гледате, дечкото имал проблем нешто таму со крвта, запушување, значи тоа ракијата подобро од ракија нема. Одма чисти тоа. Алкохолот како што кажав на почетокот е магија, а магијата е алкохолот уствари. Токму така, значи тоа може да биде мото, како рековте, ракија. Ракијата е магија, а магијата е ракија. Алкохолот е магија, магијата е алкохолот. Токму така, значи супер. Друг некој може А чекај. Абе, кај е баба Радка, бе? па на скијање отиде. Што барам ја овде, бе? Па со алкохол. Значи, драги гледачи, после секое лечење со алкохол, за да немате некои несакани ефекти, последици, нус појави, се препорачува са бајлето една доза чисто кафе, затоа нас кафематот ни седи тука. Пријатно, драги гледачи, пите алкохол, лечете се природно здраво, пошто све што е од земја убаво, алкохолот све е од земја. Пријатно.